Компанија што планираше да инвестира во Македонија и да вработи над 1500 лица заминува во Србија. Според информациите пласирани во јавноста, се работи за угледен бренд за производство на автомобилски делови. Како што пишуваат дел од медиумите кои стапиле во контакт со неколку инвеститори во земјава, постои најава и за затворање на 3 веќе постоечки фабрики и заминување на инвеститори кои вработуваат илјадници граѓани. Наводно главна причина за оваа одлука бил односот на новата влада кон инвеститорите. Курир открива дека еден од менаџерите кои се пред одлука да ја напуштат Македонија во разговор со нив изјавил дека нивната дилема се должи на недостатокот од соработка со владата. Најавил дека веќе започнале разговори со повеќе држави од соседството и регионот. Друг менаџер пак изјавил дека стравуваат од најавите за зголемување на даноци. Најавуваат зголемени даноци. Тоа ќе биде катастрофално за сите компании, и домашни и странски. Познавам и други раководители на странски компании во државава кои сакаат да си заминат доколку продолжи ваквиот однос. Мојата компанија вработува над 400 луѓе. Сите се добри работници. Ке ми биде жал, но ние сме пред одлука за селење. Неодамна и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ја обвини новата влада дека води погубна политика кон странските инвестиции и дека се откажува од 25.000 нови работни места и 60 на нови странски компании со кои претходната влада била во преговори. Дали во новата влада знаат да привлекуваат странски инвеститори? Сега се повеќе се прашувам дали всушност тие и тоа го сакаат. Дали можеби некому не му одговара нови фабрики кои нудат повисоки плати за да преземат дел од најдобрите од постоечките фирми. Односно кои што ќе треба или да ги качат платите, или да ги загубат подобрите вработени. Тоа е и начин за генерално зголемување на платите на вработените во Македонија. Ваквата стагнација ја чини и доправаќа ја чини државата и граѓаните. Странските инвестиции беа локомотива на македонската економија и стимулативен елемент на домашното стопанство и на домашните компании кои соработуваат со овие странски инвестиции, односно инвеститори. Ваквото економско мртвило неминовно ќе доведе до опаѓање на општата економска активност, но и можност за бркање на постоечките инвеститори. Доколку најавите се исполнат, тоа би значало дека на улица ќе останат околу 3500 работници, што би предизвикало драматично намалување на конкурентноста на државата во однос на другите соседни и регионални држави.